Македонскиот секретаријат за европски прашања ги користи хрватските искуства за да им помогне на администрацијата, невладиниот и бизнис секторот како да дојдат до информации, но и да ги искористат средствата од фондовите на Европската Унија. Хрватска најпрвен учеше од Македонија, но со влегувањето во Европската Унија, тие преминале веќе во друга фаза. Оваа соработка со хрватите сега во овој момент оди преку твининг проектот за твининг лесниот проект за Центарот за обука на СЕП. Твининг проектот трае 8 месеци. Главен изведувач е ГИЗ и германските партнери исто така во рамки на оваа соработка можат да поканат и експерти од други земји, со што многу ни помогнаа, особено во доменот на европските фондови. Директорката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион Драгица Здравева забележа дека со аплицирањето на општините до програмата за меѓугранична соработка со Бугарија, нивните капацитети веќе се зајакнати, но ваквите обуки се посебно корисни за да се научи и информираат и за други фондови кои ги нуди Европската Унија. Изминатата година општините имаат искористено над 92% од средствата од програмата за меѓугранична соработка со Бугарија. Оваа година, ја колку што знаме, некаде околу 21 милион. Ние како центар, вие знаете дека добивме два проекта. Тоа е проектот за реконструкција и адаптација на административната зграда во општина Кочани. Проектот е 400.000 евра, заедно со нашиот партнер од Република Бугарија, тоа е Благоевската администрација, по 200.000 евра за едната и за другата страна, и го менаџираме проектот за јавната здравствена установа Клинички центар во Штип, околу формирање на кластер во здравството и размена на искуства. Здравева истакна дека искористувањето на фондовите на Европската Унија се особено значајни за општините, кои на барање на граѓаните ги користат за инфраструктурни проекти, но не треба според неа да се занемарат и меките проекти, кои пак овозможуваат да се дојде до стратешки документи за реализација токму на таквите инфраструктурни проекти.